Со новата генерација на C3 Citroen како да се враќа во иднината, а во иднината секогаш припаѓал што се однесува до неговиот изглед. C3 сега делува многу по-свемирски, делува како да е дојден од една друга планета, делува како да е дојден од иднината. Смелите форми кои се насекаде имплементирани зрачат со младешки дух, но и со женственост. Овој автомобил е подреден да биде комфорен во секој поглед. Па видете ги само седиштата, тие се како вистински фотели. Нема компромис кога е во прашање удобноста. Возачот и сопатникот, но и на задната клупа многу комотно и многу добро се седи, а тоа е основен предуслов да уживате во возењето. Кога сме кај возењето, морам да напоменам дека палетата на мотори на C3 е широка, но ние на тест го добивме HDI моторот со 72 конски сили. За жал, тој е впарен само со 5-степен мануелен менувач. Трендот кај останатите е секогаш во име на економичноста да имаат 6-степен менувач. Но тоа не пречи за пристојната подвижност на овој автомобил. Тој е погоден да се вози со него и на поголем пат, но во градски услови на возење тој се чувствува како риба во вода. Целиот амбиент во внатрешноста е ултрамодерен. Се забележуваат насекаде биколорни цитати и модерно решени дифузори за вентилација, додека инструмент таблата и дисплеот кој е ставен во подножјето на централната конзола ги контролираат сите операции во колата. Она што ми се свиѓа во ова ниво на опременост е и камерата која е вградена позади внатрешниот ретровизор. Преку неа можете да снимате, односно да фотографирате интересни моменти од возењето, пејзажи, ситуации во сообраќајот и така натаму, а да не ја нарушите безбедноста. За жал, овој систем работи во овој момент само на Apple оперативен систем, додека за Android софтверот ќе биде подоцна на располагање. Удобниот престој во кабината ви овозможува да без размислување уживате во возењето. Но дали е се совршено кај C3? Се разбира, совршеност не постои, но големо разочарување за мене во внатрешноста на C3 се пластиките. Тие се груби, тврди и сметам дека за вака стокмен дизајнерски производ штета е што се употребени тврди пластики. Јас немам никакви други замерки на овој автомобил. Секако дека лично никогаш не би го купил затоа што ми делува премногу женствено или премногу младешки, како огамата на C3 да е направена за понежниот пол или за оние кои се чувствуваат така. Citroen е модерна марка. Citroen дава јасна порака дека се уште има што да каже во светот на автомобилите. За жал, во C3-ката не е предвидена хибридна верзија, барем не засега, но сигурно е дека Citroen заедно со групацијата PSA имаат решение и за екологијата. Кога сме кај екологијата, вреди да се спомене и потрошувачката. Со C3 забележавме просечна потрошувачка од 5,3 литри, што е извонреден податок доколку земете во предвид дека ја возевме во зимски услови на извонредно ниски температури и не на многу долги релации,
бидејќи нашите обврски не ни дозволија да направиме еден голем круг со C3, да се надевам дека во идните месеци ќе имаме шанси нашите впечатоци да ги повториме со овој автомобил. На крај доаѓа цената и таа е секогаш дискутабилна. Овој модел со извонредно високо ниво на опременост чини околу 15.600 евра. За еден супер мини автомобил, за таа класа автомобили, ова е дискутабилна цена, но сепак мора да напоменам дека изгледот и дизајнот на самиот автомобил многу зборува за сопственикот, а оние кои држат до себе сигурно нема да им биде многу оваа цена.